каква е вашата визија за Скопје во следните 4 години и кој прв приоритетен проект би го реализирале доколку станете градоначелник? Па многу просто, првото нешто ова го имаме искрено размислувано пред се. Како градоначалник, јас би сакал да се видам со работниците на сите предпријатија, да се видам со работниците во таа администрација. Пред се мора да се седне и од самите работници да се дојде до заклучок. Како може да се подобрат работните услови во самите предпријатија, за тие работници да може да одговараат на обврските. Нашата визија е градот да го спуштиме потполно на земја, таму каде што треба да биде. Локалната политика треба непосредно да ги решава проблемите на граѓаните. Ние имаме многу приоритети, имаме приоритети да го зачистиме овој хаос во кој се наоѓаме и сите тие работи, но пред се мора градоначалникот да соработува со самите предпријатија на терен, со самите работници и да излегува и да ги лоцира проблемите на граѓаните. Тоа што го нудиме прво е потполно отварање на локалната единица кон граѓаните, тоест постигнување на една транспарентна атмосфера во која може да се постигне сите проекти. Сакам да сумирам. Она ние што го нудиме како програма, тоа е визија. Тоа е визија која сакаме да ја постигнеме. Тоа е визија за Скопје која ние сакаме да го имаме како град и во кој сакаме да живееме. Но за да стигнеме до таа визија, ние мораме сите да се сплотиме. Мораме сите кои сме дел од процесот на креирање на животните услови за граѓаните на Скопје да бидеме на една хоризонтална поставеност. Градоначалникот не е газда во градот, градоначалникот мора да ги обедини сите елементи кои треба да ги создаваат услугите и условите за нашите граѓани. Најпрво, јас сега да го говорам, тоа ќе започнеме со генералка на градот. Во првите 72 часа мораме Скопје да го исчистиме. Ревитализација на сите јавни предпријатија и реорганизација на истите, да бидат ставени во функција на граѓаните кои што плаќаат за тие услуги и мора да ги добиваат, не да чекаат со месеци, со години, со децении за одредени проекти. Хуманизација на градот, еве парков кај што се наоѓаме денес, на се личи освен на парк. Тие точки кои што во минатото беа простор на забава, рекреација, на насмевки, кои што ги немаме сега се тмурни места, ќе ги возобновиме. Повторно има 4 проекти, како мостот на Љубљанска, Генерал Михајло Апостолски, Газибаба аеродром, спојувањето, булевар Борис Трајковски, клучката на Момин поток, со децении се работат. Приоритет сериозен ќе ми бидат довршување на тие проекти и отпочнување на нов циклус на инвестиции во градот Скопје, кој што ќе подразбира подобрување на условите за секој скопјанец кој што живее во нашиот главен град. После 4 години Скопје го гледам поместено овој слеп и запуштен колосек на кој што може да се развива. Неговите сопатници, граѓаните на Скопје, немаат време за чекање, не можат веќе да ги слушаат на разгласот на она манипулативна станица и станица со популизам, сите оние ветувања нереални кои што би требало да се остварат. Значи мораме да зборуваме за реални проекти, проекти кои што се издржани, за кои што ќе имаме точно дефинирана финансиска структура и кои што ќе бидат доверени на стручни лица. Тоа го нагласувам, бидејќи она што досега недостасуваше е местото на струката во оние клучни места кои што се битни за развојот на Скопје. Не можеме да очекуваме чуда за 4 години Скопје да го видиме како некој развиен европски град, но тргнувањето во вистинската траекторија треба да биде цел на секој градоначалник, така што тоа би било и моја главна цел, да ја поставиме визијата, да видиме во еден сериозен процес од кој што ќе произлезе еден визионерски документ, да видиме во кој правец Скопје треба да се движи, како да се однесува кон приградските населби, да го ограничиме неговото ширење, бидејќи неговата инфраструктура не може да го издржи сето ова, и тоа ќе биде сосема доволно за првите 4 години. Кој да дојде после тоа треба само да продолжи по зацртаниот пат. Секое скршнување и поништување на претходно направеното само ќе не враќа насад. Мојата визија за следните 4 години, доколку би станал градоначалник, е да тргнам политиката од локалната самоуправа. Сметам дека проблемите кои што не мачат во градот се проблеми на сите граѓани без разлика од која политичка провиненца доаѓаат. Во изминатиот период мислам дека и граѓаните и ние се уверивме дека политиката е повеќе проблем него ли решение за проблемите на граѓаните.
од аспект на она со кое што градот Скопје во моментов се справува или страда, можам да кажам дека хигиената е приоритетна, да го вратиме Скопјето да биде едно од најубавите и најчисти градови. Втората е секако јавниот превоз и најверојатно можеби водоводната инфраструктура и мрежата во градот, каде што веќе има студии кои што 10 години се читаат, а ништо не се превзема од аспект на тоа. Тука станува збор за 50% загуба во водоводната инфраструктура, значи секој втор литар вода всушност не завршува во чешмите на граѓаните, него завршува негде под земја во застарената инфраструктура и секако тука е кражбата на вода. Има повеќе приоритети, многу е тешко кога треба да издвоите неколку. Меѓутоа секако мерките за воздух, тие ќе мора да бидат едни од приоритетите кои што ќе се имплементираат. Мерките за да се исчисти градот, меѓутоа паралелно веднаш ќе се оди на нов систем за селекција и реупотреба на отпадот, за да ги намалиме количините на отпад кои што финално ги депонираме на депонија. Ние мораме да научиме, и граѓаните мора да научат дека отпадот е ресурс и дека можеме да го реупотребиме. Не мора да правиме, да создаваме депонии, впрочем и диви депонии, заради тоа се создаваат, бидејќи не го селектираме отпадот и не го реупотребуваме. Она што е итно во првите 30 на дена, секако ќе мора да се интервенира на главните коловози, на главните раскрсници, на главните места во градот, мора да се почне од централното градско подрачје, каде што има премногу отпад, да се исчисти. Постојат начини, јас мислам дека граѓаните ќе препознаат, ќе се приклучат бидејќи си го сакаат градот, меѓутоа пред се мора да излезат институциите и да покажат дека се тука за граѓаните.